искрено ми е криво за македонските MC-а што имаме многу мала публика надвор од Македонија. Значи заради нашиот јазик, што сите тврдат дека не е наш, ама некако никој не ни го разбира. Hands-on искуството, значи да дојдат и да видат. Бидејќи имаме YouTube, денеска има милион работи што можат да ги видат онлайн, али кога ќе дојдат на работилница можат да ги видат работите од блиску. Многу луѓе немаат шанса да допрат грамафон, диџејска миксета. Тоа е нешто што уште се бориме ние у Скопје да направиме константни работилници, цело време сме во преговори со некои големи компании, со културните центри. Многу е битно тоа искуство, затоа што едно младо дете дома што сака да почне да се занимава со диџејство, за да можеш ти да направиш некој напредок, треба да имаш професионална опрема. Таа опрема за да ти ја купат дома, тоа е кошта колку една просечна кола на старо и многу би било добро да има регуларни бесплатни работилници кај што би можеле децата да дојдат и едноставно да пробат, да видат дали е тоа што го сакаат. Има ли интерес со оглед на тоа дека не е прв пат, има ли интерес, а и кој тип на луѓе би сакал на пример ти да доаѓаат на вакви работилници? Види сите тие што се заинтересирани, што сакаат да пробаат, да научат нешто. Ние на работилниците не е само околу опремата и околу, ако разговараме и знаеш, околу концептот на структура на песни, што е многу било кој, дали пушташ било кој вид на музика да го пушташ, исто е, знаеш, структури на песни, рефрени, ќе научат некои работи да им се објаснат околу нешто што, знаеш, онака едноставно нема да го најдат од прва онлайн. Дури и ги нема тие работи некој подобјаснат. Така да до сега сме направиле повеќе работилници, сме имале доста и со гости од надвор, како диџеи од регионов, така имавме во Скопје со диџеј Анџело, еден од најпознатите туторијал мејкери на YouTube. Така да стално имало интерес. Имавме со Скопска пивара пред 2-3 години куќа изнајмија кај што правевме целодневен воркшоп и моравме да го продолжиме пошто имавме дупло повеќе интерес од што беа одредени места. Сакаат ли да учат младите? Сакаат и да учат и да видат опрема и да им каже некој што знаат дека има искуство, бил, видел. Така да и на нас тоа не е нели задачата. Тоа што можеме да го проследиме на младите, некое знаење. Многу мина кои што се занимаваат со музика се плашат да не бидат перцепирани како премногу мејнстрим, па од во премногу андерграунд и така натаму. Што тоа значи? Што таа граница мејнстрим, андерграунд значи во смисла за некој што почнува да се занимава со хип-хоп и со музика? Види, за хип-хоп, конкретно за диџејство, ако збориме сега. Дали е твојата цел како диџеј да стигнеш до клубовите да правиш пари, или сакаш да направиш некој импакт, некаде да слушнат твој уникатен избор? Тие се само појава во креацијата на Бог, уставен си сам билдај карактер до сам гроб сем себе. Клубовите, комерцијалните клубови барат комерцијална музика што ја знаат луѓето. Не барат поеклетичен избор, додека надвор на радија, на сетови се во пандемијата, кај што те викаат, бараат сосема спротивното, бараат твој израз личен на одредената тематика. Така да, јас би им посочил на младите да во сите правци додат. Само да си одберат што им е целта. Од една страна во Македонија мислам дека е супер што големи фестивали, ќе спомнам Д фестивал, како најголем летен фестивал, веќе 3-4 години поред, има на мејн стејдж македонски андерграунд хип-хоп артисти. Оваа година беа Задаголот и Чиста околина, минатата година Страйк, предходно LD Пистолера. Така да не можеме да очекуваме дека тие андерграунд артисти ќе идат по клубовите низ Македонија за да ги видите, треба да е некој нели фестивал. Затоа вакви места како Дом на млади треба да се активираат повторно, пошто ова место било место кај што се одржувале хип-хоп фестивали. За таа публика, за андерграунд публиката, ова се местата, не се клубовите.
Јас што би можам да променам, би променил. Искрено ми е криво за македонските МС-а што имаме многу мала публика надвор од Македонија. Значи заради нашиот јазик, што сите тврдат дека не е наш, ама некако никој не ни го разбира. Така да, тоа е една работа. Например, МС-ата од Србија, од Хрватска ги разбират и во Словенија и во Босна. Знаеш, имаат многу поголема публика. Нашите МС-а едноставно добиваат као цвеќиња, да добри се, ги почитуваме. Вау, ама не можат. И некој ни го истапа муабетот. Значи, наши МС-а добиваат го добиваат респектот, ама не ја добиваат публиката. И да можам да променам, би променил нашата диаспора, да слушам малце помодерна музика. Како што е албанската диаспора, српската диаспора. Лошо е што сите, било која политичка партија на власт во Македонија сака да се меша во културата. Дали се едните, дали се другите, ги знаеме кои се едни и други, не треба да платат за да ги спомнеме уопште. Па така, и реално, знаеш, гледаат тука не само музиката, тука и општо, значи глумците, театарот, гледаат само да си ставаат беџави, знаеш, овој е од наша, овој е од нивна, и уништија кариери на многу уметници во Македонија со тоа што ги тера да завземат страна. По мене некој што, например, некој што прави музика, стално треба да биде контра власт. Кој да е на власт. Ја така гледам на тоа. Хип-хоп музиката треба да е, знаеш, гласот на народот, што е лошо во моментот. Значи, не можеш да си хип-хопер и да си со партија што е на власт. Јасно. Ај не е добро ни да си ни со тие што е во опозиција. Добро е да си критика на сите онака. Не е добро да си со партија. Тие се само појава во креацијата на Бог. Уставен си само билдај карактер до сам гроб, сем себе Некој си замре ги све тоа во Штип. Мислам дека се надевам дека ќе има сега напори дека ќе се врати тој алтернативната музика во Штип. Ја еве не знам, може сум грешка, ама не сум слушнал одамна за бенд од Штип. Да, така. Последно прашање како основоположник, да речеме, на цела диџеј култура во Македонија и човек кој што, да речем, запознал многу генерации со хип-хоп музиката, те познаваат и помлади генерации, меѓутоа сигурно постарите и многу повеќе. Кој е најчестиот совет кој што ми го даваш за крај као? Па еве го зборевме сега ова на една панел дискусија на фестивал. Инат треба да имаат. Знаеш, мислам дека инатот некако му е паднато нивото кај младите. Значи, ние сме функционирале на инатот ни бил двигател онака. Јас ако сакам нешто да правам, нормално дома не сум имал никаква поддршка за тоа што сум го правил, бидејќи им било. И мене тој инат, тој револт ми бил како гориво за да правам повеќе. Знаеш, не треба луѓето, ставив песна на YouTube, нема views, не треба да се разочаруваат толку лесно, него треба да имаат малце онака тој исконскиот инат што сме го имале со векови, да се врати малце кај луѓето околу творештвото. Значи, кога правиш нешто, ако сметаш дека е добро, и, знаеш, на тебе ти прави на душата добро, пошто тоа е поентата со авторската музика, нели, да те заголицка, да ти, тој е твој подпис универзумот. Ако сметаш дека е добро, треба да се избориш за тоа и да не ги слушаш многу други. Тоа е мојот совет. Океј е за и конструктивна критика и секаква, ама треба да си го буткаш тоа што тебе ти прави да ти е добро. Фала ти.